но далеку е. Се игра на левата страна, шанса да се уфрли опасно во 16-никот, во петерецот, еве го првиот удар и еве го првиот погодок на овој надпревар. Одлично послужен Поп Златанов, сега дали срекно или не стигна до него топката, дали вака требаше да оди ова додавање, дали навреме и вистински реагираше одбраната на Силекс, тоа е прашање кое што ќе се анализира, а ние следиме уште наша оваа прилика. Нема офсайд, се е тука кристално чисто и го заслужи овој погодок екипата на Работнички. Мануелов форсира напред, Мануелов, еве шанса, вратена топката назад, ќе има ли удар, Поп Златанов уште еднаш и 2:0. 2:0, Работнички му одржува лекција на Силекс по фудбал во ова прво полувреме. 34-та минута. 2 гола на Поп Златанов, да видиме дали е негов овој погодок, нема офсайд, тоа е јасно. Оној што додава беше понапред од свој Данев сега повлече на меѓутоа губи топката, можноста за центар шут и да видиме. Ево го се снаоѓа Гафури, натаму Гафури повратна, има ли можност за шута, Селмани враќа назад од втор план, гони. Пропаѓа оваа ситуација да се загрози директно голот на Вардар. Сега веќе консолидиран Вардар во одбраната, но опасноста и натаму е присутна. Обид да мине Мустафа. И натаму со топката успеа да испрати центар шут и еве шут и водство со 1:0, но да видиме. Свирено е сепак, дали имаше дозволена позиција. Чинам дека сигнализираат судиите дека ова е офсайд. Гони и Мустафа беа пред противничкиот гол. Чинам дека Гони ја заврши акцијата, меѓутоа ќе има консултација и со... И сепак погодокот важи. Сепак погодокот важи. Нов аут, Трумчи. Фрла повторно кон Ибраими. Тука е и Зейнулаи, па уште еднаш Ибраими, реакцијата на Шкендија. Во едно прегување Красничи сега срекнал топката за
Трумчи, подигната раката на Игор Стојчевски, нема гол, има офсет. Така вели Игор Стојчевски, меѓутоа дозволува да се консултира и да го провери тоа со луѓето во вар собата. Фетај. Добра топка на Фетај, нема офсайд. Красничи, голема шанса. Шкедја води или да видиме. Има офсайд. Не реагираше помошникот на Стојчевски. Красничи погодува. Ке видиме дали ова ќе подлежи на анализа и потврда од вар собата. 53-та минута. За сега Красничи, една убава топка од Фетај, мислам дека беше тоа. Се чинеше дека има офсет, меѓутоа од оваа позиција тешко дека ќе може да се утврди. На секунди од основните 45, мислам дека ќе има 60 на секунди екстра период во ова прво полувреме. Сега Радески 1-0 меѓу двајца, тројца тамо фудбалери, гледате. Стојановски беше тука беше и Спировски и искусниот стариот голгетерски лисец Маријан Радески почувствува на мириса тука дека може да биде опасен и едноставно се поклони и Струга Тримлум доаѓа во водство во Битола. 1-0. Излезе на негово место Петар Петковски, втора статива, Спировски тука, голема шанса. Еве втората ситуација, Бошковски. Еве казната што стигна, но сепак офсајд. Ау, сега ќе мора ова да се провери. Подигнато знаменцето на помошникот на исто му брани на Бошковски и сега шанса да стави точка над преварот Струга. Компаоре, ако нема офсайд. Компаоре по еден надпревар, два надпревара, практично пауза. Еве го, погодува 70 и... Да, поништен е голот. Пелистер во напад. Меѓутоа греши Милоевич, поточно Томча Грозановски, Малески озема топка, Малески, еве шанса за 2-0, повратна топка, уште еднаш Малески, сега е голот регуларен, што се вели. Да видиме, се слуша свиреш на судијата Илиовски и еве го джокерот на Бледич Кемби, Христијан Малески, немакен во оваа ситуација. Јовчевски фрлија сера напад на офанзива, пропушта неколку шанси домашните фудбалери, пропушта и гостите, меѓутоа точка на надпреварот става Малески. Адис се враќа сега Манасиевски нешто поназад, а тој ќе преземе улогата на Травали или заедно со него ќе се обидуваат да ја организираат играта, меѓутоа го Шкупи со повеќе фудбалери и каков погодок сега. Фантастичен шут за водство со 1-0. Зибери неочекувано. Шкупи поведува со 1-0. Од голема далечина Зибери покрај подзаспаната одбрана, немаше блок и Стојковски веројатно. Зибери 19 годишно момче, сега нов напад, Рифадов оди напред, меѓутоа запрен. Интервенција, дали беше тоа Лимани, меѓутоа еве одново загубена топка, имали можност евентуално за нов шут, току така и уште еден погодок. Чајани за 2-0. 49-та, 50-та минута, уште еден прекрасен погодок, овој пат Чајани. Па можеше ли некој да очекува вакво нешто? Два неверојатно прецизни шута, Стојковски немоќен. Првиот оној на Зибери крај десниот директ ниско, а сега Чајани по нова грешка. Мислими. Ова е опасна игра, високо подигната нога. Заврши во главата на фудбалерот. Со глава и нема дилеми, барем за мене, дека ќе се фати судијата за джебот. Но само да видиме ако извади жолтиот. На втората статива може да биде опасно и прекрасен погодок со глава за 2-1. Намалено водството. Црвено правоголниче под
Башкими, значи дека Оре исклучен и сега одлично свртена топка и да видиме се бранат, меѓутоа ова е чинам автогол. Ова е чинам автогол за изранување на 2:2. Да. Една мешаница и како само успеваат тука фудбалерите на Шкупи да ја сместат оваа топка во сопствената. Нема да биде прекината играта. Топка кон Аворнио. 2,5 минути. Аворнио и натаму, обид со дриблинг, се ослободува. Убав центар шут со левата нога. Еве шутот на втор план и комплетен пресврт. Комплетен пресврт Рибеиро, 88 минута. Башкими поведува со 3:2.